Зеки Рамчилович, ја не знам зошто не можеме да се разбереме овде во собрание. Зошто вие влегувате само со една мисла, а тоа е да бидете топовско месо за извршната власт. Чи сега разговараме за потребите, за одредени рокови за постапување. Па пратеници од власта имаат предложено да се скратат роковите за доставување на извештаите од Советот, од Судскиот совет и од јавното обвинителство. И сега вие овде пред јавноста да не разбере погрешно јавноста, доцнеме ние овде во собрание. Па вие сте дел од парламентарното мнозинство, зошто не сте обезбедили услови? Кажете и вие на јавноста како предлагате амандмани. Во закон за платежни услуги владата предвидува дека централен регистар ќе се води единствен регистар за сметки без надомест. Зеки Рамчилович предлага амандман да се плаќа. Кажете и на јавноста како секојаш ваша дискусија и ваши амандмани одат во насока само за заштита на владата. Па немојте ве молам кога разговараме овде вие да се повикувате на одговорност на собранието. Па немојте дополнително да ја унисувате. Па дали знаете кој е статусот на собранието во општеството? Па дали знаете дека ја представуваме институцијата со најмал легитимитет, со најмала доверба? Ние и судството во кое што 8% од граѓаните имаат доверба. И дали знаете дека вие го дополнително го рушите овде собранието како законодавен дом? Зошто? За краткорочни интереси да ја заштитите извршната власт. Со кое право земате говор кога зборуваме за рокови за поднесување? Ајде да бидеме самокритични. Како да бидеме самокритични во процес на креирање на закони кога разговараме за рокови во кои што треба да постапат соодветни надлежни институции? Зошто не се согласите со мене кога зборуваме дека е потребно да постапуваат во пократок временски рок? Со кое право вие земате збори, велите ајде за јавноста да бидеме отворени и ние сме виновни? Зашто сме виновни ние? За 4-5 кризни состојби кои што ви дојде овде во собрание? Па ако сте толку одговорен, ако седите на оваа комисија, зошто не и кажете на јавноста дека кризни состојби не може да се продолжуваат повеќе од 30 дена? Само ние во Македонија имаме такви преседани. Само ние во Македонија функционираме во такви правни небулози. И сега овде, за интерес на јавноста, виновно било собранието. Па вие го подривате позицијата на секој еден пратеник овде кој што дошол има било каква добра намера. Со цел кој? Да релативизирате и да ја заштитите владата која што јасно работи против интересите на граѓаните. И таа иста влада која што предвидела без надомест дека ќе се води единствен регистар за сметки, замислете, Зеки Рамчилович предложи амандман во кој што предвиде, па има врска, ако веќе повикува дека ние сме одговорни, хајде да ги отвориме картите. Предложил амандман во кој што за водење на трансакциона сметка правни физички лица и носители на трансакциони сметки ќе треба да плаќат според ценовникот на централен регистар. На вас ви текна тој амандман. Како дојдовте до тој предлог? Разговаравте со граѓани и рекоа дека сме виновни ние. Која е вашата, исправете ме ако грешам, која е вашата интенција секојаш која ќе било каква критика ќе треба да дојде до извршната власт, вие да се подметнувате? Вие да се, меѓутоа со овото подметнување вие само го ја рушите положбата на собранието. Вие сте пратеник во собрание кој што ужива најниска доверба. И вие дополнително го разгорувате тоа, ајде да бидеме како институција, да знаете, благодарејќи на ваквите го да бидеме. Ако веќе имаме дискусии, ајде да бидеме самокритични, ајде да бидеме самокритични до крај. Значи, ние ја подкупуваме својата позиција овде кога предлагате такви амандмани, кога владата предвидела да се води бесплатно, а вие предвидувате да се плаќа според ценовник на централен регистар. Тоа се оние моменти кои што вие треба да ги коригирате. И дополнително, да не повикувате, а особено не да ја повикувате опозицијата, ќе скратам, да ја повикувате опозицијата за одговорност, затоа што ако вие немате приоритети, ако не знаете да функционирате, немојте хаосот на централната, односно на извршната власт, која што ни е пренесен овде во собрание, да го префрлате овде на конто на сите. Вие имате нефункционална власт, нефункционалната власт си повлекува по себе нефункционално собрание. Ајде да не ги отвараме тие теми, затоа што сакавме да бидеме конструктивни. Немојте вие сега да испаѓате најпаметниот кој што ќе ја заштитува извршната власт. Еве го министерот, не му треба никаква заштита. Добро разговараме во насока на тоа. Нема потреба сега за ваши изливи на емоции и самокритичност. Кога ќе сакате да бидете самокритични, кога ќе разговараме за кризни состојби, за трошење на буџетски пари, кога ќе разговараме на тие теми, тогаш сте слободни да бидете
Ку сакате самокритичен. Ако го зборуваме за рокови за постапување и доставување извештаи до собранието, немој тогаш да добивате напливи неискреност за интерес на јавноста. Ќе ве молам затоа што ќе добиеме напливи неискреност и ние, а сметам дека работите кои што ќе ги слушнете нема да ви одговараат затоа што не сте во право. Ви благодарам. Фалемдерит për fjalë. Благодарам за збор.